Натали и прашува дали исфрлањето на кофеинот од животов ќе ми донесе повеќе бенефит или загуба. Се зависи, Натали, зошто го користиш кафето и кофеинот конкретно, дали ти е потреба или ти е задоволство. Многу луѓе им е потреба, затоа што не можат да го поминат денот без да користат одредени додатоци за да имаат доволно енергија, тогаш значи дека не треба да го исфрлиш, но треба да си го средиш начинот на живот и исхраната, затоа што основниот извор на енергија треба да биде самото твое тело. Односно, како живееш, со што го снабдуваш како гориво за да произведува добро и доволно енергија, народски кажано. Кофеинот не би можеле да врстиме да ќе имаш и загуба или ќе имаш бенефит. Тоа е личен избор, се што е повеќе од 2 кафиња на ден можеби веќе преминува у тоа дека ти е потреба и веќе треба да се запрашаш како се храниш, но до 2 кафиња искрено мене ми е конкретно задоволство. Можеби сврлањето на кофеинот ќе ти придонесе за подобра апсорбција на калциум, подобра апсорбција на железо и на Б витамините. Можеби не би требало да го внесувате ако сте во бременост, ако можеби имате проблем со анксиозност и ви создава вознемиреност кофеинот, ако имате висок притисок, ако можеби сте на граница со шекерот или веќе имате хроничен диабет. Тие се некои работи кои што доколку ги поседувате, би требало да го регулирате и сфрлате кофеинот, но во другите случаеви нема никаква потреба, затоа што од друга страна па има доста научни студии кои што говорат за бенефитите од кофеинот. Така да твој изборот и ти одлучи си дали ќе ти донесе бенефит или ќе ти донесе загуба. Тоа е стварно на индивидуално ниво.